Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асно. Денеска имаме гостин кој не мора многу да го најавувам, но пред да ја продолжиме емисијата, јас сакам да ви се заблагодарам на сите вас што ја правите оваа емисија, овој подкаст успешен и да ве замолам да притиснете претплати се или subscribe за да ни има повеќе колку што сме. Денеска со мене е господинот Тодор Чепреганов. Добар ден, како сте? Добар ден, најдов. Добар. Баш ми е драго. Мене ми е многу драго дека сте наш гостин овдека и додека зборевме сега пред малку, вие како историчар ми кажувавте некои работи од вашето минато што сте го работеле, ми дојде една идеја, едно прашање. А ние сега живееме во Република Северна Македонија. Дали вие како историчар сте нашле еден македонски револуционер кој загинал за Северна Македонија? Сите оние документи кои што постојат во однос на историјата на Македонија, нема да најдете ниту еден документ кој што се однесува на Северна Македонија. Сите македонски револуционери, без разлика дали преродбениците, востаниците, партизаните, сите се бореле за Македонија. Нема ниту еден кој што се борел за нешто друго, освен за слобода и независност на македонската држава. Историските факти кои што постојат во документите од споменувањето на Македонија, да речеме, од антиката до промената на името, се однесува само на Македонија. Она што се направи со договорот со Грција за промена на името е историски неодржливо. Секоја, знаете како, да влезете во преговори и договори за менување на собственото име е пред се грев кон вашите предци. Затоа што сите тие се бореле за Македонија. Сега имате Република Северна Македонија. Ја, например, никогаш нема да го употребам тоа име и никогаш не го употребувам во разговорите, затоа што јас сум историчар, ги знам историските процеси и на мене ми е сосема јасно што се случувало во историјата и зошто тие луѓе се бореле. Ово што го прават овие многу компонирани политичари, кои што пред се немаат чувство ниту за држава, ниту за нација, е нешто што мислам дека е без преседан во светската историја. Ова ќе остане, ќе се учи на факултетите во странство за тоа како може да се уништи една држава и еден народ. Со постепено, да би го рекол, само негирање на собствениот идентитет. Затоа што оно што се случи со овие два договора, бугарскиот и грчкиот, во суштина, ние самите македонци ни наметнаа Европската унија да се само негираме. И затоа они велат, ние не сме криви, вие го направивте тоа. Они ни доваѓаат као емисари од странство, овде разговараат со нашите политичари, ги уценуваат, ги потихнуваат да го направат тоа предавство, да го сменат, го сменив името. Сега што се бара уставни промени, внесување на бугарите во уставот. Нови притисоци, нови уцени. Меѓутоа, тие можат да прават колку сакат уцени и притисоци. Се зависи од издржливоста и способноста на самата наша држава, на самите наши политичари. Па мора еднашка да се каже не. Не се рече, слушајте довде, сменивме знаме, сменивме устав, сменивме име, сменивме се менуваме. Се ние у суштина немаме устав. Има еден термин, се употребува, стало устав пачава. Да. На секој што ќе му текне, менува и устав. Тоа е оно што го немаме, чувство за држава и за нација.
Ако имате чувство за држава, имате чувство за нација, тоа никош не би го направили. Него би обстојале на оно што е. Меѓутоа, кај нас гледаме што се случува, го зема пред се духот на уставот. Прашањето е што демек метнувањето на бугарите не било никаков проблем. Тоа е само една техничка работа да се пише на бугари. Да, тоа е од оние кои што немаат чувство и држава размислуваат така. Меѓутоа, кога ќе земете да размислите подлавински, суштината не е тоа, суштината е нешто сосема друго. Во уставот се набележани, е набележена во преамбулата на уставот е набележена целокупната колективна меморија на македонскиот народ. Да. Зашто тој се бореле поколенијата? Од преродбениците, да речеме, па се до формирањето на државата. И овде ти имате оние кои што го дале свој влог за формирање на таа македонска држава. Кој е влогот на бугарите во формирањето на македонската држава? Тоа е парадоксот на барањето. Тоа е парадоксот на барањето. Дел од народ, да речеме, кој што во собствената држава ве негира дека вие сте бугари, а не матичната држава која што не ве признава ни идентитет, ни јазик, ни култура. И вие тој го вметнувате во уставот. Тоа ви е чиста пета колона. Пета колона која што од внатре ќе гледа, самите си ставиле минско поле, кој што еден ќе експлодира, ќе ве растури. Да. Тоа вака изгледа невино, па ќе ги ставиме, нема ништо против. Па еве ќе ги ставиме евреите и овие, како беа, што ги викаат македонците муслимани, ќе ги ставиме. Дека заради нив да го отвориме. Не, ако требало ради нив, до сега тој ќе бил отворен. Устав, затоа што на сите во Македонија ги имаат сите човекови права и повеќе од тоа во однос на малцинствата. И кој е стопанот на државата? Кој е газата на државата? Да. Ако го немате Македонија, држава на македонскиот народ и малцинствата кои што живеат, ако се изгуби тоа, каде ќе фигурира македонскиот народ? Сите други имаат своји матични држави. Ние ќе испаднеме Ништо. кираџи во Ништо нашата ние ќе држава. испаднеме Швајцарија на Балканите. Швајцарија на Балканите. На Манчо Михајлов се имаме, ама нема македонци. И сега тоа се водат јавни дебати, тоа се убедуваат едни против, едни за. И тука лежи оно што нас не дели. Не единството. Да. Не единството да се застане за една работа која што во суштина е основна. Е основна. Дека за некои работи не се преговара. Не се преговара, не можете вие да преговарате за работи кои што ви навлегуваат во сршта на оно што сте, кои сте. А со тоа, самите си го проблематизирате вашето постоење. Затоа што самиот факт формира договорот со Бугарија. Кој беше тој премиер кој што го потпише, тој министер за надворешни работи, кој што го потпишаа договорот? Не се криви бугари. Не, апсолутно. Овде целата кривица лежи на македонската страна. Затоа што за бугарите го пречекале добре дојдено чути овие самите се самоиштилно. Самите се ќе си признаат дека се бугари и дека имаме заедничка историја. И сега што направија? Формирање на комисија. Што формирате комисија? Значи ви имате проблем самите со себе. Тоа е правило. Што формирате комисија во која што вие ќе дискутирате за вашиот идентитет, ќе дискутирате за промена на содржината на учебниците, вие више имате проблем. И тоа бугарите добро го сватија. И сега, еве го некој францускиот амбасадор во Софија изјави
дека внесувањето на бугарите во уставот е едниот чекор, а средниот чекор е заедничката историја, која што треба да испорача Комисијата за образовни и историски прашања. И сега нашите членовите на комисијата преговараат да му дадат бугарски наратив, да дадат бугарски наратив на нашата историја. А со давањето бугарски наратив, тоа значи дека вие имате заедничка историја. Ако вие ги имаме Кирил и Методий, Наум, кој беше друг, Самуил, Климент, сите тие дека се значени и за бугарската историја, дека светската историографија ги смета за бугари, па што ќе ги смета наследниците на Самуил? Зашто? За бугари. Апсолутно. Автоматски тие стануваат бугари. И се разговараат за Охридската архиепископија. Кој не рече брат, некој колегата Бранислав, кој не беше на телевизија да кажа, борбата е за наративот. Дали ќе биде бугарски или ќе биде македонски. Он вика, не е битно тоа. Не е битно тоа, главна е улогата, каква била улогата на црквата во однос на населението. Не бе човек. Мора да има во тој наратив, чиј е тој наратив. Дали е македонски, дали е бугарски. Не може да биде тоа да виси у воздух. И за да се удоволи на бугарите, ќе се напише сега, ќе испадне дека Охридската архиепископија, бидејќи значења и за македонскиот и за бугарскиот народ, може заеднички да се чествува. Ќе дојдеме до Гоце Делчев. Истата приказна, за да се додолнуват бугарските апатити, ќе мора да стои дека Гоце Делчев е заеднички именител и во бугарската и во македонската историографија, на македонскиот народ и бугарскиот, и затоа мора заедно да се чествува. Со самиот тој факт, тоа значи дека целото средновековието го дадовме, дека бугарско, со целото тоа ќе дојдеме во ситуација и национално револуционерниот период да биде бугарски. И што сакаме ние после? Значи нивниот наратив ќе доминира комплетно. Нивниот наратив ќе доминира комплетно. Што? Каква свест ќе добијат нашите деца? Да. Каква свест ќе добијат моите внуци, например, да речем, ја ги учам едно, ќе идем в школа, ќе слуша друго. Дека ово не е така, не. Тие биле бугари. Тие биле бугари, не се тие само македонци, не го били и бугари. Имаше таму еден член од комисијата, за едно време се залагаше за мултиперспективност во образованието. Демек да стојат и македонската приказна, да стои и бугарската приказна. Пазете се. А задачата на историјата е да гради личности во кои што ќе сакаат татковината, кои што зашто ќе се градат во личности кои што ќе знаат што се, кои се, ќе градат еден патриотизам. Тоа е основната работа на историјата во цел свет. Зборувајќи го, ќе речат, националиста. Што зборува? Тие се најнормални работи. Ама за некои се нормални, ама за една група за која што се ненормални. Да. Која што ти кажува си националиста. А ја што затоа што ја сакам Македонија, што цел живот работам за историјата на Македонија и ти ќе ми кажуваш дека сум националиста. Јас сум националиста, ама не сум шовиниста. Почите респект кон секое малцинство во Македонија. Ама прво треба да се гледам, да го гледам доброто на својот народ. Да. И за тоа се бориме. Од друга страна, представниците на Историската комисија покажуваат дека во однос на средновековната историја дека тој национален наратив во тоа време не е изразен и тоа е модерно доба со договорот од Вестфалија наваму, каде што се националните држави се етаблирани. Колку тоа сето тоа држи вода?
Да, они сакаат тоа да го префрлат да зборуваат дека во тој период не можеме денешната мисла да ја префрлиме во периодот на средновековието. Точно. Меѓутоа, тоа би било така кога со тоа би се сложиле и останатите балкански држави. Да го немаат тој наратив кој што го имаат и наследство кој што гледаат сите да си го препишат на себе си. Ние не можеме да негираме дека цар Душан се прогласил за цар во Скопје. Точно. Чиј е тој цар Душан? Хајде, нема да му определиме националност. Чиј е? Да. Цар Симеон стигнал до Белград. И бугарите постојано го кажуваат, се до таму е бугарско. Како тоа ќе го нивелираме? Како мислат овие во комисијата дека тоа кое што се градело у Бугарија 150 години учат историја, каде што тоа го учат, сега ти да им го промениш дека тоа не е не е така, дека тоа не е бугарско. Или они донесуваат одлука, решение да го ставиме Кирил и Методий заедно, а бугарите во собранието донесуваат декларација дека Кирил и Методий се основоположници на бугарската писменост и азбука. Како тие две работи ќе ги помириме сега? Или, што викаат да го ставиме Гоце Делчев? Јас стално го поставам прашањето. Што ќе ставиме кај Гоце Делчев заеднички? Ќе ставиме заеднички тоа дека се борат за обединување со Бугарија или дека се борат за самостојна независна македонска држава? Кај тие две работи можат да се спојат? Тука нема спој. Нема спојување, тие се одбиваат. Се знае зашто се боре. Сега ние ќе дајме на бугарите ветер во грб и овие се ќе изdenет некој модус, поради тоа што рекол го разберам светот како поле за култура на народите, ќе го оставиме заедно. Другото ќе го оставиме е значаен за бугарската историја. Меѓутоа, Гоце Делчев ги влече сите револуционери. Сите револуционери што биле, со тоа го добиваат презнакот дека биле бугарски. Едноставно се заборава што во суштина тој пред се работел, неговата борба за Македонија. Тој никаде не споменува Бугарија. Цело време се бори за самостојна независност на македонската држава, а уште помалку да биде дел од бугарската држава. Мислам дека председателот Пендаровски кажа дека има спомнување македонски българин. Се он се нарекува. Он спомна дека се нарекувал бугарин. Да. Дека тоа, меѓутоа, председателот, знаете како брзата кучка слепи ги реагија. Кога вие како председател не можете да размислите пред да кажете нешто, добро да го обмислите, што зависи од вашите советници што ќе ви кажат, како ќе ви кажат, и после се враќате назад, ретерирате, тоа уште полошо. Вие сте го кажале више. Денеска што кажете, се одивуете. Да. Се слуша. Тоа е нашето незнаење. Тоа е оно значењето на историјата во училиштата. Затоа се учи историјата. Сега се прават интегрирани учебници по историја, по учебници во кои што историјата ќе биде интегриран предмет со географија, не знам со кои предмети, граѓанско општество, се ќе се спојат сето тоа. Што тоа дете ќе научи од историја? Готово е. И тоа ако се прифати се тоа да влезе во учебниците, со тој наратив, дека тие биле и тоа. Апсолутно катастрофа. Значи, децата ќе добијат какво чувство на припадност. И бугарско. Двојно. И бугарско и македонско. Значи, ние може да биеме и тоа. А овие политичката гарнитура која што е на власт не е свесна што у суштина со внесувањето на бугарите ќе се случи. Па тие ќе бараат отворење на школи. Дали ќе бараат да се учи нивната наративна историјата? Да, но не можете. И преку тоа да не оценуваат за влез во Европската унија. Да, па вие не можете да го забраните. Дали има 100.000 луѓе кои што земале
бугарски пасоши. Да. Па се мисли, а они се 3000 и нешто, според уставот. Да. Меѓутоа, овие ќе излезат во Европа, погледнете колку се. Со бугарско државјанство 100.000. После ние ќе ги кршиме нивните основни човекови права. И ќе речат, И тоа е да. парадоксот е во тоа, и ќе речат, колку има 100.000, не им даваат, ни училиште не им даваат, ништо, докај не го направат тоа, не може да влезат во Европа. Пазите го абсурдно, мислам на оној психолошки момент кој што го имаат македонците и бугарите. Кога бугарите побараа македонците да им дадат одлука дека нема проблеми меѓу Македонија и Бугарија во однос на влегувањето во Европа, нема никакви проблеми, тоа е слободно. Нашите подпишаа дека се е окей, дека немаме проблеми со Бугарија. Меѓутоа, ако дојде сега бугарите да подпишат во однос на Македонија дека немаме проблеми со нашиот сосед Македонија, он ти вика како немаме. И имаме, ние сега ве начекавме. Сега ќе го реализираме оно што не сме успеале да го реализираме. За Втора светска Од војна Стан Стефано да. до денеска. Ова е шансата и зад нас стои Европа. И тоа се покажа. Го зема као француски предлог, тоест бугарскиот уцелофан као француски го ставија за да има, да звучи звучно, дека стои проевропски. Да, проевропски, некој европски држава. Го зема тоа како мото и сега одат кон тоа. Ние не ве присилуваме. Тоа е прифатено од Европа. Тоа го прави Европа. А и Европа си ги крши собствените. Апсолутно. Копенхашките критериуми се до сега на ниту ни една друга држава не е барано ово што се бара од Македонија. Да. Меѓутоа, овде се зависи од нашето политичко раководство, кое што за жал е босо и толку е полтронски, ја викам, не сме ние држава, не сме Бернија, на кое што е назначен. Тесто, кое може да се формира. Странците ни поставуваат премиери, странците те водат, те ти кажуваат што да збориш, ти немаш никаква самостојност да излезеш да кажеш ово е вака или онака. Еве денеска читам сега бидејќи Америка е добра со Тајван, сега и Македонија треба да биде така. А ја занемаруваме Кина. И Кина може да ни рече прекинување на дипломатските односи со Македонија. А пазете, кога ќе се врзете за нешто, тоа се слепо одење кон НАТО. Ако беше така, тоа политичко раководство, да го речам, што го направи тоа, менува име на држава. Зошто не постави услов? Знаете што значи да смениме име? Народот ќе ме уби. Апсолутно, да. Влез во Европска унија. НАТО и Европска унија автоматски. Као сега што прави Украина. Да. У војна ќе искористи војната да влезе во Европска унија. Меѓутоа ние немаме такви политичари. За жал, немаме такви политичари кои што, да речем, нешто прочитале, ниту историја, ниту ништо. И не мора да прочитале. Може да се консултира. Таа држава формирала институти кои што работат цел живот на тоа. И може да побараат мислење за било кој предмет од историјата. Тоа ретко кој премиер го правиш. Ќе го кажам, тоа го правеше Бранко Црвенковски и Никола Груевски, кој што ги консултира историчарите. И така се води држава. Не мора вие се да знаете. Не може премиер председателот да се истрачува да каже такви работи без да се консултира, без да направи консултација. Да. Тоа е... И во тоа е умешноста на водењето на државата во старо. Ама нормално да секој оно што сме го гласале да ги штити интересите на државата. Да. Не сме гласали јас, да менуваме ниту у програмата што имал за избори, он тоа не го споменува. Тоа значи ни го става, ни го подметнува. Под тепих. Под тепих го подметнува. Едноставно чекај, ќе дојдеме, па после ќе го направиме ово што мислиме да го направиме, ќе ги излажиме.
Каде ја гледате вие кривицата на нашата цела оваа ситуација? Кои се извори, кој е изворот на проблемите? Прво, основниот извор на проблемите не е единство меѓу македонскиот политички блок. Значи, тука е основниот проблем. И немање заеднички ставови на одредени теми. Не, пазите, дали ние имаме институт за стратегиски цели? Немаме. Сите држави околни излегоа со своји меморандуми во однос на ова што и каде ја гледат својата иднина и како да се развива, единствено Македонија немаше таков Фелер. документ. Да. Таков документ со кој што Нема, ќе излезе и до ден денеска ние немаме македонците своја национална стратегија. Што мислиме за 20 години? Тоа е нашиот основен проблем. Немањето стратегија, но кој што ќе ја прифатат сите релевантни политички фактори во државата. Што за жал, ја честитам, го прават албанците. Од нив може да научиме многу. Јас стално зборувам. Албанците треба да им се честита на нивниот начин на водење на политика. Како се води политика? Кога они за економски и социјални работи се караат, меѓутоа нивната основна стратегиска цел е една. И сите тие ја поддржуваат и одат кон тоа. Кога доаѓа до реализирање на заедничката цел, тие сите се заедно. Еве сега, со промената на уставот бараат да се смени и оно 20%. 20% да се промени. И ќе успеат во тоа. Денеска Агемионус кажа дека он кажа дека Македонија ја водат албанците. Да, Дека Македонија во овој момент ја водат албанците. И тоа е јасно како бел ден. Е јасно како бел ден. И сега, што сакаме ние? Зашто не ја дискутираме? Да. И како тоа ќе го промениш? Ако сакаш, ама не можеш. Затоа што еднаш дадено право, тешко се повлекува. Тешко се повлекува. Сега они ќе бараат премиер. Што викам? И јас викам, не ми интересира од која националност ќе биде премиер. Само државата да оди напред. Државата да оди напред. Односите да бидат како што треба меѓу политичките партии. Да се почитуваат правото, почитувањето, човековите права, се до тоа и државата да оди напред. Меѓутоа, за тоа треба политичари од КОВ кои што пред се ја гледаат иднината на државата во незино независно обстојување, не полтронско обстојување да доаѓаат измекери од странство и да ти кажуваат што како да правиш. Не може оној кој беше кога кажа на балкански начин, знаете ли е тако, тоа се прави, можете да го решите. Да. Не може така. Австријецот. Да, не може така тоа да се прави. Да. Тоа е катастрофа за една да ти кажува дека ти во суштина не си држава. Не си држава. Едноставно, луѓето немаат довера во политичари. Зад имаме огромна апатија и Ама незаинтересираност како резултат. Но тотална апатија. Да. Па видите што се прави со еден ден цените ги замрзнува, други ден цените ги одмрзнува. Како да има председателот ти вика дека не знаеле за договорот за францускиот предлог, после тоа ти кажува дека они учествувале во неговото креирање. Па како да му верува? Како да му верува? Нема логика. Од историска перспектива, како ќе биде оваа генерација македонци запамтена? Затоа што направивме еден преседан.
Точно тоа мислам дека јас кажувам дека онаа генерација македонци 44 година, вие сте многу фасно. 44 година не стариот тасно, што се случи на 2 август, направија држава по сите узуси како се прави држава. Значи, со се што треба направија. А имаше само 120 интелектуалци. Значи, луѓе кои што имаат завршено факултет и неколку доктори на науки. Тие луѓе го направија првото заседание на АСНОМ со сите документи кои ден денеска се валидни во однос на оноа меѓународно право, што значи формирање на држава. Да. Денеска, од тогаш, колку Македонии се сменија? Само значи Асnomска Македонија, независна македонска држава, 91-а, Арамковна Македонија, Пражинска Македонија, сега доаѓаме до Бугарско-Грчка Македонија. Значи 5 Македонии се смениле. Самиот факт што имате постојано промени ви кажува дека вие не сте стабилни. А особено последниве години од независноста, со потпишувањето на рамковниот договор, Каде што државата полека се разградува. Полека се повеќе и повеќе од никога заедување. Нашава генерација покажа дека не баш успешно се справува со со предизвиците. предизвиците кои што ги носи поимот држава и нација. Затоа што полека на се попушта и се дава право на другите. На штета на нашите интереси. Нашите интереси воопшто се ништат. Се ништат никој. Пазите, кога имате во собрание, кога едни ви викат го губиме јазикот, ја губиме на нацијата, другите викаат не е точно, јазикот се зацврстува, сето тоа. Што сакате? Што сакате кога во собствениот корпус македонски имате подоба? Подоба и таа подоба трае. И тоа за фундаментални Ама за работи за кои што теми реков не се дискутира. кои не се дискутира. Не се дискутира, има И не се- работи не кои треба што да станаат на страна. За тоа не се дискутира. Тоа е свршена работа. Нема што некој да ви чачка во колективната меморија. Што почне да ти чачка, а тоа се столбовите на една држава, битовите, не можете да... Што ви чачка, вие тоа го прифаќате Како нормално. како нормално, да, можеме да разговараме. Да... Пазете, во 21 век некој се дрзнува да ви прави ревизија на историјата, која што 70 години е градена. И тоа само 7 души, од кои што тројца се историчари. Ви работат на креирање на системот на историското образование во основно и средно образование. И дури викаат не, учебниците ќе бидат едно, а вие као историчари можете да си пишувате трет. Кај го има тоа? Кај го има тоа? Ја да пишувам учебниците дека цар Самуил има бугарски наратив, а јас на кој идам на симпозиум ќе кажувам дека цар Самуил е македонец или ово и онако, во свеста на детето влегува дека тој има бугарски припаѓа кон бугарската историја. Омалжување на историчарите Па и да. на историјата. Па така И е. на комплетно цела Ама нација. комплетно на целокупната историографија. Да. Едно ќе било учебниците, друго ќе било науката. Просто несватливо. Меѓутоа, што влезете више во расправа за тоа, другата страна знае дека вие сте спремни да попуштате. Затоа што ве држат на узди. И тоа ни се случува на нас во моментот. Они колку да се препелкаат, ние правиме ова, ние правиме оно, следното кој ќе биде тоа. Охридската архиепископија е значење и за бугарското, и за македонскиот народ во однос на писменоста, во однос на културата, во однос на оноа, и кај бугарите, ќе биде и за бугарскиот.
Исто и за Гоце Делчев ќе биде претекстот со кој што ќе биде кажано што е Гоце Делчев. И ние тука зашто зборуваме? Зашто зборуваме? А штом ве гледаат дека вие немате чувство за нација и за држава, многу лесно се манипулира. Да. Многу лесно се манипулира. Што немате цврст став за одредени прашања. Па дури испадна дека и странци да ни ја пишуваат историјата. Кој го каже, треба да дојде, овој Малевски. Излезе со став дека македонската историја треба да ни ја пишуваат соседите. А што сакате вие? А советник на председател? Бивш министар за надворешни работи. Бивш министар за надворешни работи. Да. И сега на вас треба да сите да не е јасно што во суштина тие луѓе заговарале и зошто не е ваква состојбата. Да. Каде го гледате излезот од цела оваа ситуација? Ги нотирате добро проблемите? Излезот од оваа ситуација е... Кои се решенијата спрема вас, од вашиот аспект? Односно, ова деполитизација на науката, науката да се остави на историчарите, без било какво мешање на политиката, затоа што во овој случај политиката е таа која што ги диктира историските наративи во Македонија, затоа што има подпишано договор со кој што мора да се исполни одредена агенда. Мора да се исполни фактот како што стои во договорот за заедничка историја. И ние сега комисијата мора тоа да го донесе. На политичарите им се вира дека еве ова е тоа што го барате. Без тоа нема отварање на пристапните преговори, а тоа треба да се направи до јуни месец. И сега ќе видиме како ќе излезат, со кое становиште. Меѓутоа, без разлика на се, зашто реков, основната работа во целото ово е во раците на политичарите. Не може политиката да определува комисии за работа во кој што треба да се донесат работи кои што не се историски. Наместо комисија, владата требаше да ги ангажира институтите и они да дадат и тие да дадат релевантно свое мислење за се тоа што се бараше. И за Кирил Методи, и за Гоце Делчев, и за работите што се низ историјата што ни се случувале, за сите тие работи да дадат институтите. Затоа што таму има луѓе кои што работат во сите периоди. Оваа комисија која што работи е некомпетентна. Ниту еден се нема, ниту еден од антика, ниту еден од Црновекова. А тие донесуваат решенија за работи кои што не се нивни домен на истражување. Значи, они се тука да испорачаат оно што им е сервирано. Они се тука да испорачаат тоа што им е сервирано. Тоа што треба да го испорачаат. Знаат што треба да испорачаат. Треба да испорачаат дека сите тие личности кои што се значени и за македонската и за бугарската историја. А тоа е више заедничка историја. Тоа е више заедничка историја. А дали мислите дека треба да се укине бугарскиот договор? Јас сум на ставот од стартот и едниот и другиот. И преспанскиот. И преспанскиот, и бугарскиот договор, тоа треба да се направи веднаш, затоа што кој не убедува, кога ќе излезат, кога ќе не убедува, не можеме да се прекинат договорите, било не е точно. Низ историјата имало илјадници договори. Илјадници. Ние барем као историчари знаеме дека тие договори се поништувале преку ноќ. Не со да странат со години, него се поништувале, денеска подпишан, утре прекинат. Бугарите имат склучено со Кралството Југославија 37 година исто така договор за вечно пријателство, исто као што овој нашиот денеска ваму таму, 41 веднаш го прекина за да ја заземат Македонија. Одмah го прекина. Што е тешко? Седнеш, тој дипломатија, договори се подпишуваат, договори се раскинуваат.
Меѓутоа, немаме такви политичари кои што тоа би го направиме. Имаме сервилни политичари кои што се ставаат во услуга на странски служби, а против сопствениот народ, сопствената држава. И затоа работата не е вака. Од една страна, албанците се тераат работата како што треба. Они немат никакви дилеми околу тоа дали Скендербет е албански или не, или овој албанец не е. Тука нема чачкање. Тоа е за нив свршена работа. Нема тука влегување во колективната меморија и менување. Тие си ја знаат. Кај нас сега настанува компликација. И сите сме, каде да идам, сите професори што правиме, овие викаат дека ова е вака, дека ова е вака, дека оно е вака. Што да им кажеш? Што ние меѓу себе тоа го правиме, меѓу себе расправаме за дали кој сме и што сме, кој сме и што сме 21 век. Да. Нешто вика на мене ми е Испод не секам да воопште да некој да ми поставува прашањето што си или кој си. У 21 век, значи немаш право. Немаш право, оваа држава постои. Овој народ постои со векови. Документи се објавени. Домашни, странски, балкански, европски, секаде до документација постои дека овој народ постојал. Не е од вчера измислен. Ми се нешто направивме. У Грција малцинство нема. Да. Малцинството стана, како беше оноа народ кој што зборува јазик спротивен од грчкиот. И кој е тој јазик? Како може да не се грижи за своите малцинства во соседните држави? Тоа е првиот чекор, цепење. Тоа е првиот чекор што кој што ти се откажуваш од или од Бугарија. Малцинството од Бугарија да се откажеш. Кога луѓето и без средства и без ништо се борат самите таму да докажат да опстојат дека се македонци. И сега ние добрите барањето на бугарите за внесување во уставот го прифаќаме, а нашата страна не поставува никаков реципроцитет. Политиката е реципроцитет. Дипломатијата. Се знае како е во дипломатијата. Вие сакате да влезете, да, окей, меѓутоа дајте на овие луѓе, не можете уставот, не. Тогаш дајте и да отворат културни центри, кои што ќе можат барем нешто да прочитаат весник, некоја книга, нешто кое што ќе биде македонско. Признај го. А они 21 век вика вие не постоите. Вие сте 44 година. Тука е основата. Нашите основни човекови права на македонската нација во склопот на Европската унија се кршат, не се адресираат, не се подобруваат, а наративот цел политички Македонија е дека во Европска унија подобро ќе ни биде. Ама абсурд. Тотален абсурд. Држава во Европска унија две. Да. Ги кршат човековите права. Ништо не се прави. Ништо не се прави, ама кога ќе сме влегле, ќе било супер. Ќе било добро. Мислам, трагикомично е. Трагикомично е, стално кога ги слушам, просто не ми се верува дека некој може такво нешто да зборува. Како не би НАТО. Ајде влегоме во НАТО. А НАТО била демократска институција. Како може, ставно разговор, како може воена организација да биде демократска? Се знае што е воена организација. Таа е формирана за да убива. Не може воена организација да ти носи мир. Каде отишла таа организација носела само смрт? И ти сега влегуваш во нези, ние стануваме дел од таа, да не наречам, машинерија за убивање. Наши војници ќе одат во светот, ќе убива во името на ним носиме мир. А тие не ти го сакаат мирот што им го носиш. Каква е таа
организација. Па уште повеќе, па ова што беше министерката претходната, кога ќе кажеше ние ќе станеме дел од една од најголемите воени организации во светот. Па која е друга? Друга нема. Само НАТО е најголема воена организација. И тоа било доблест, ќе сме зголемиле, не знам што ќе дошло до зголемување на производство, на ова, на демократија. Што донесе? Што денес имаме ние од слабењето на армијата со давање на оружје на Украина, на Украина, купување а при тоа ќе купиме скапо оружје, кое ќе го плати сиромашниот народ. од НАТО. Тоа се резултати. Зошто како ќе се реши дали има иднина? Само доваѓање на нова генерација која што се тоа ќе го пресече и ќе направи рестарт на државата. Како што треба да се води држава, како што го направија оние од 44 година. Штитење на националните интереси на државата. Безкомпромисно. Безкомпромисно. Немате компромис за штитењето на државата. Немате. Ние ги осудуваме комунистите за голи отрок за ова зона. По 21 век колку за влезот во парламентот, колку луѓе се осудени за тероризам? Зошто се осудени? Затоа што ја пееле химната на Македонија. Не само што ја пееле химната на Македонија, него затоа што ќе го рушеле уставниот поредок на државата. Па и овие у тој период го штителе уставниот поредок на државата, некој бил против него. И сега за едните еден начин, за другите друг начин. Не, исти сте. Исти сте и вие, и тие. И не можете едните да ги осудувате, а за другите да викате дека овие за 27 март што ги април мислам дека беше што ги осудија е добро. Не, и тие се осудени затоа што биле тоест пресудата гласи против уставниот поредок на државата, а според мене децата не требаше да бидат осудени. Воопшто не требаше да бидат осудени затоа што тие учествува во маса која што влезе во толпа, која што влезе во парламентот. Не само рестарт на државата, луѓе да си дојдат на своји места кои што се навистина способни. Меритократијата да биде. Да, не да биде балансерот да биде начин за вработување, дали си албанец, дали си бугарин, дали си србин, дали си не. Способноста, дали си способен или не си, да се почитува. И така ќе тргнеме напред. Само на тој начин. Вистинските луѓе на вистински места кои што вредат. Кои што се способни да ја извлечат оваа држава од тоа и поголема самостојност и независност во донесувањето на одлуките, политичките одлуки кои што ги носат. Не може на нас, да речеме, во 44 година во Македонија имало британски мисии. И тие гледале што се случува. Биле во контакт со Врховниот штаб, со Апостолски, со Темпо, со Ченто, со сите тие разговарале. И тие кажува, македонците се националисти, а после комунисти. Значи, антифашистичкото движење во Македонија е движење национално за формирање на македонска држава. Покрај тоа што се бореле против фашизмот и нацизмот, едновремено се борат за формирање на македонска држава. Тоа е оној рестарт што го викам, тие го рестартирале сето оно што било порано и формирале, ги собрале сите на едно место. Тоа е прв пат, каде се собрале леви, десни, центар, ВМРО со сите презнационална се собрале да формираат македонска држава. Од тогаш го немаме тоа. Свака им част на таа генерација. Зашто викам, таа генерација направи држава како што треба 120 интелектуалци. Денеска су јадници, доктори на науки и ја расторивме држава. За жал. Кој е вашето мислење
за предавството што ни се случи на нас македонците. Видите, во периодот од 1924 до 1934 година во Бугарија се води една така да речеме тивка војна меѓу македонците. Секојдневно се убиваат по еден, по двајца македонци низ бугарските улици. Значи, во периодот за 10 години 4000 души се убиени. Еден британец има коментар и Еднаш дневно буквално еднаш дневно и вели оставете ги македонците, сами ќе си го решат проблем прашањето за себе. за себе. Сами ќе се истрва. Нема потреба да интервенира никој. И Тоа ни се случува сега. И сега, за жал, ни се случува истото, меѓутоа денеска не со убиства, со пиштоли, со тоа, него денеска со зборови се убиваме меѓу себе и тоа продолжува, за жал, продолжува. Нема, зашто реков и на почетокот, само единството. Само единството. А одот кон една иста цел, што ќе има сите, во Македонија може да ни даде резултат, да не обедени и да тргнеме како држава каква што треба. Каква што треба е нормална држава. Не као држава во која што сите ја напаѓаме. Знаеме дека држава има еден проблем. Која партија дојде на власт, таа партија владее апсолутистички. Ние во моментот имаме октруиран премиер, кој што не е избран на редовни избори, тоа као да е некоја династија, се пренесува од еден на друг. Да, а се работи за партија. Меѓутоа, кај нас, партијата штом дојде на власт, имате партократија. Да. И тоа апсолутна партократија, во која што опозицијата нема никаква улога. Никаква улога. Еве, видовме опозицијата постојано веќе 4 години повикува предвремени избори. Меѓутоа, партијата на власт си ја тера работата и им кажува избори нема да има, избори ќе има редовни. И си тера, следното ќе дојде друга, истото го прави. Исто портократи. И овде лежи решението на дали можеме нешто да направиме рестарт. Да, меѓутоа не со овакви партии. Со овие партии такво нешто не може да се направи. Многу е јака таа партократија. Балансери за вработување, сето тоа. Тоа уствари не води се повеќе на разделеност. На поделеност. Уште една работа. Образованието. Што направија со образованието? Не ли имаме, викаат, едно општество за сите. Да. Ја не можам да го разберам тоа едно општество за сите. Сите бегаат од комунизмот, од периодот на социјализмот. Тогаш беше братство и единство. И ово едно општество за сите е исто, братство и единство. И тоа е ист термин. Братство и единство. Само не го взимаме сега овој, ќе го викаме едно општество за сите. Каде е тоа едно општество за сите? Ова е све, само не е едно општество не, за сите. Ова е едно општество поделено на сите. Така. Тоа е добро. Да. Значи, ово општество е такво, поделено на сите. Да. И што имате? Штом имате поделено образование, штом имате поделба во образованието, имате училишта за секое малцинство. За секое малцинство. Имате факултети. Ние меѓу себе ќе збориме англиски со токму тоа да се разбереме. А нема македонски. Што направија овие со тоа едно општество за сите? Ги поделија децата, нашите деца не се гледаат меѓу себе. Готово, тоа е за се за век векови. Ние имаме аперхейт во школството. Аперхейт поделени. Секој во своје училиште. Каде нашите деца ќе градат братство, единство или едно општество за сите, ако се поделени, па тие ќе се гледаат као непријатели. Точно. Тие едни учат
да речеме една историја, овие учат друга историја. На еден јазик и друг јазик и не се учи јазикот. Да, и не може да се разберат. Па не може. И тоа општество на што е осудено? На успех или на неуспех? Тотален неуспех. Тотален неуспех, тотален крах. Тоа е крах на системот. И тоа не се случува на нас. Во суштина, сакаме да го признаем, дека ние се повеќе и повеќе тоне кон тоа. Едноставно, зашто е единствено можно рестарт, и тоа не да го направиме ние. Тоа ќе ни го направи странците. Ќе видат дека тоа ништо не може дека Да функционира. Вака ништо не функционира. Меѓутоа, од друга страна, многу е лесно да е подложно на странско влијание, а они тоа сакаат. На нив не им одговара функционална држава каде што македонската нација ќе си го каже и формулира својот интерес. Токму тоа. И све што е правено, дали е од едно општество за сите што кажувате, 6 изборни единици каде што од 6-та изборна единица имаме 6000 гласови што носат 2 парламентарни, а овие македонски партии што 30 плюс 1000 луѓе имаат и немаат ни еден парламентарец, неравноправноста што се форсира до вработувањето во администрацијата е еден само аргумент за ова што го збора. Токму тоа, зашто има само рестарт. И тоа и јас сум против тоа странци да не ги решаваат работите, меѓутоа изгледа дека во ситуација кога не можат, не може никој од домородните да го направи тоа, мора да влезат за да си го зачуват мирот. Престо не го прават тоа за да си го зачуват мирот. Една друга ризик тука што има дека секогаш некој друг кога ќе ти го уредува твојот двор, секогаш ќе има подметувања во однос на твоите интереси. Ама секогаш е така. Во историјата тоа е познато. Зашто тогаш странците нас да не... Јас само кој рече учебници да дали требало во комисијата да има надворешен член од странство. Ја реков не. Зошто е потребен странец да дојде да ми е мојата историја? Кој може подобро да ја знае? Освен самиот себе. Зошто Вучич рече српската историја ќе ја пишуваат само срби. Не може да ја пишуваат други. И таа историја, ако ја работам 42 години, работам, се истражувам, сум напишал книги, статии, се тоа. И сега, со тој странец сме имале контакти, сме разговарали, ќе дојде странецот, а не може домородниот тоа да го направи. Тука меѓутоа неговото ќе биде повалидно. Тој странец дошол од странство, од Кембридж, од Оксфорд, звучни лиња. Знаете, има. Тоа мене ми звучи за само понижувачки. Па токму тоа е понижувачки. Тоа е понижувачки. Да. Друг да дојде да ти кажува што си, кој си. Ти не знаеш, другиот доаѓа ми прави лоботомија на мозок. И ми кажува ти не си тоа, ти си ова, од сега ќе бидеш, не човек, не може така. Ама работата е што најште го прифаќа. Наша е кривицата. За целата работа сме криви ние македонците. Точно. Благодарам што го следевте овој интересен разговор со професорот Чепреганов. До следното јавување, довидување.